Следната програма е платена од партнерите и пријателите на Джойс Мајер службите. Како најбрзо да ја зголемите вашата радост, дел 2. Ако би можеле да ја зголемите силата во вашиот сопствен живот учејќи како да зборувате подобро, кој не би го сакал тоа? Колку мене од вас го сакаат тоа? Ако знаете дека можете да ја зголемите силата во вашиот сопствен живот преку учење како да зборувате подобро, кој не би го сакал тоа? Па денес јас ќе ве поучувам како можете веднаш да ја зголемите вашата радост. Веднаш. Мислам, можете да имате повеќе радост денес отколку што би можеле да имате ако не бевте овде за да слушнете што сум спремна да ви кажам, бидејќи вашите зборови влијаат не само на вашето ниво на радост, но и на нивото на радост на сите луѓе кои се околу вас. Дали вашето спасение дошло до вашата уста? Дали вашата уста е спасена? Се сеќавам кога Господ ми рече многу години одамна рече: знаеш, Джойс, ти си спасена, но сигурно не звучиш така. Време е твојата уста да биде спасена. Па така, јас би се осмелила да кажам дека Бог донел некои од вас овде бидејќи време е за вас да ги принесете устните на олтарот. И тоа е одлука која ја донесуваме. Не можете да го зауздате јазикот без Божја помош, но тој нема да направи се за вас. И вие нема да направите ништо ако не ја знаете важноста на моќта на зборовите. Зборовите имаат сила и тие носат моќ да градат или разурнат. Јас имам овде чаша и би можела да ставам во неа што сакам. Тоа е моја чаша. Па вашата уста си е ваша и вие можете да ставите било што сакате во неа. Јас имам убава свежа вода овде. Ме освежи денес, додека проповедам и кога ќе ожеднам, но јас би можела исто да ја исполнам со кала ако би сакала. Така треба да бидеме сигурни дека почнуваме да бидеме одговорни за зборовите кои доаѓаат од нашата уста. Ние можеме да ги благословуваме луѓето со нашите зборови. Можеме исто да ги проколнеме со нашите зборови. Силата на живот и смрт е во јазикот. Ние треба да имаме плод, не само купишта на лепенки и христијански накид. Треба да почнеме да се однесуваме на начин на кој што Бог сака, бидејќи дури и неверните кои ви искушуваат да грешите, ќе ве судат ако го правите тоа. Треба да застанеме, да бидеме цврсти и да бидеме жив пример во светот во кој што сме денес. Ние треба да бидеме светлина во темнината и еден од начините на кој што ќе ја покажеме светлината е да си ја затвориме устата. Најмалку затворете ја, додека нешто добро не излезе од неа. И вие знаете, Светиот Дух, ако почне да се молите за ова, Светиот Дух ќе ве пресведочи уште пред да сте спремни.
You know what I had to do to help me get over this in the beginning, years and years ago? Знаете ли што чувствував јас и ми помогна да го совладам ова на почетокот пред многу години? Ке бев во средината на разговор за нешто за кое не требаше да зборувам или за некој. Ќе чувствувам пресведочување. Пресведочување. Мислам го чувствував тоа и кога почнав да зборувам, но сепак започнав. Знаете, некогаш имате само дел од секунда за да одлучите што ќе правите. И тажно, се дури не сме извежбани, не одиме секогаш со Бог, некогаш одиме според телото. Но тоа пресведочување останува и останува. Во ред сте добиле доволно од Бог во вашиот живот, навистина сакате да угодите на Бог, сакате да го правите правилното, сакате да го совладате овој проблем, а јас морав да сопрам во средината на разговорот и да кажам на некого: барам да ми простиш. За ова не би требало да зборувам. Не е во ред да зборувам за тоа. Прости ми. Ви велам, се посрамувате себе си неколку пати така. Ајде, се посрамувате така себе си неколку пати и си кажувате на себе јавно и тоа ќе ви помогне да дојдете до знаење каде што моментот кога го добивате тоа пресведочување, Светиот Дух доаѓа во нашиот живот за да не води секој ден. Тоа е прекрасно заедништво кога учите како да се справите со тоа. И колку што сте почувствителни на Светиот Дух, толку повеќе ќе учествувате неговото водство во се што кажете, до секоја одлука што ќе ја донесете и секоја мисла која ќе ја помислите. Тоа е работа која расте. Но ако не почнеме од некаде, тогаш никогаш нема да стигнеме некаде. За некои од вас ова се целосно нови нешта. Никогаш не сте слушнале нешто како ова. За некои од вас ова е само потсетник на нешто што сте го чуле стотици пати, но сте почнале да го заборавате. Па затоа сте дошли на конференцијата на Джойс за повторно да се наштимате. Тоа е во ред исто така. Ние ќе бидеме среќни да ве наштимаме. Вие дојдевте за регулирање на вашиот став. Броеви 13 гледаме на прекрасна ситуација каде што Мојсей, кој добивал инструкции од Бог, испратил извидници во кананската земја, ветената земја, за да види дали плодовите во таа земја се толку добри како што Бог рекол дека ќе бидат. Дали ова навистина ќе биде добро како што ние мислиме? И кога тие дојдоа, Броеви 13:27, бевме во земјата во која не испрати. Во неа навистина тече мед и млеко. И еве ги плодовите. И плодовите беа толку многу големи што еден гроз требаше да го носат на стап, долг стап, кој беше на рамењата на двајца. Тоа е голем плод. Да, тоа е вистина. Плодот е прекрасен. Стих 28. Но, ова е тоа место каде што паѓаме во неволја. Да, јас сум благодарен што добив работа, ама... Па да, секако, мило ми е што имам сопруг, ама... Па да, си го сакам мојот дом, ама... Знаете, ние ја убиваме нашата радост со тоа, ама... Има ли некој таму? Можете да си убедете радоста со тоа, ама... Можете... Затоа можам да ви кажам, ослободете се од вашето ама. Сакав да го кажам тоа многу одамна и конечно го кажав. Па можам да одам понатаму, но нема. Само ослободете се од па да, ама, ама. Заборавете го сето тоа. Да, плодовите се прекрасни. Она што Бог го вели е апсолутно вистина. Но народот кој живее таму е силен и градовите се укрепени и многу големи. Уште повеќе, ги видовме потомците на Анак и тие се со голем раст и храброст. Така тие дале долг список на сите проблеми. Па што мислите? Бог не знаеше ли за проблемите и веќе имаше способност да се грижи за тие проблеми пред да ги испрати таму? Калеб ги закјути луѓето. Тоа е една од работите што Бог сака да ја правиме во охрабрување на другите, кога луѓето мрморат и се жалат. На правилен начин, не само да бидеме супер религиозни, туку да кажеме: ајде да не продолжуваме,
Ајде само да останеме на местото каде што Бог може да работи со нас и да не благослови. Посебно ако сте помеѓу верни, вие го можете тоа. Ние треба да дозволиме во нашите врски со другите, треба да бараме да не потсетат и да го цениме тоа. Има секакви работи во Библијата каде што ни е кажано да ги поттикнеме луѓето. Поттикнете ги луѓето да бидат покорни на авторитетите. Поттикнете ги да не се карат. Па знаеш, ние не правиме така. Кој се замислуваш дека се ти обидувајќи се да ми кажеш што да правам? Она што го мислам, не би требало да бидам негативна, па вие сте. Мислам, знаете како е тоа. Дури во вашиот брак, Дейв може да ми каже: па ти ми звучиш многу. Па што мислиш ти? Па ти стануваш негативен за други работи, не се осмелувај да ми кажеш дека јас сум негативна. Ние не одговараме многу добро на секој вид на поправка. Дали некој го забележал тоа? Стануваме многу одбранбени и знаете што, колку повеќе се браните себе си, толку повеќе тоа е знак дека знаете дека сте виновни. Калеб рекол, стих 30, да појдеме и да ја преземеме земјата. Ние сме способни да ја покориме. Но неговите следбеници рекли, не можеме. Погледнете во стих 32. Така тие донесоа на израелците еден зол извештај. Тоа секогаш ме погодува дека навистина донеле еден негативен извештај. Тие гледале на негативното отколку на позитивното. Неколку сакале да зборуваат за плодовите, остатокот од нив сакале да зборуваат за джиновите. Двајца виделе добро, другите проблемот. И Бог рекол дека тоа било еден зол извештај. Така кога ние зборуваме за се што е погрешно, тоа спаѓа под категоријата на злото. Задржете си го јазикот од зло и вашите усни од лукавство ако сакате да ја зголемите вашата радост. Колкумина од вас верувате заедно со мене дека ако зборувате за среќни работи, тогаш ќе се чувствувате посреќни? Јаков стих 6. Јазикот е оган. Јазикот е еден свет на нечесност распространет меѓу нашите органи, загадувајќи го и осквернувајќи го целото тело и го пали времето на нашиот живот. Запрепастувачки е што можеме се да започнеме со неколку зборови. Сега видете. Вие дојдовте да ме слушнете или ме гледате на телевизија, за да ги слушнете зборовите кои јас ги зборувам, и тие зборови се Божји зборови, а неговите зборови се полни со живот и полни со сила. Така, ако ви се допаѓа, тоа ве прави подобри. Колку од вас, кога ја гледавте емисијата наутро, ве прави да се чувствувате подобро? Тоа е затоа што зборовите се правилни. Сега имате одговорност да го напуштите вашиот дом и да ги употребите вашите зборови за да направите некој друг да се чувствува подобро. Ајде сега, ако јас се ставам во неволја за да направам да се чувствувате подобро, тогаш вие треба да одете и да направите некој друг да се чувствува подобро, а можете да почнете со некој од вашиот дом. Ајде да ви кажам една силна изјава. Јас те ценам. Почнете да окажувате тоа, може би дури на некого со кого сте во брак 20-25 години. Јас ценам, искрено. Погледнете во неговите очи и кажете: јас ценам. Тие зборови, има нешто во нив. Јас те ценам. Посебно кога ги кажете на некој кој постојано прави нешто за вас, а вие сте се толку навикнале на тоа, што почнувате да си го земате здраво за готово. Те ценам. Ајде да ви дадам други 4 мокни реченици. Те молам. Ти благодарам. Прости ми. Жал ми е. А што велите за ова? Јас сгрешив. Леле. Знаете ли колку многу караници можете да избегнете само ако кажете: јас бев грешка? 3 мали зборови кои можат да ги стивнат деновите на лутина, главоболка, стомачна болка,
нервози, тешкотија низ целиот ден. Само ако кажете, јас бев грешка, жал ми е. Не ми изгледате сите како да сте спремни да го направите тоа. Не знам. Ајде да го прикликуваме. Кажете, јас бев грешка. Дали ти го кажа тоа на Дейв? Бидејќи јас сакам да го слушнам тоа повеќе. Дали има некоја дама омажена за момче која никогаш не било грешка? Видите, знам дека си мислите, о, човече, посакувам мојот сопруг да беше овде. Ќе ја купам оваа касета и ќе ја пуштам гласно дома. Еве некои работи кои можеме да ги кажеме кога некој прави грешки. Нема проблем. Не се грижи за тоа. И јас правам грешки. Ти простувам. Не дозволувај тоа да те притиска. И не мисли веќе на тоа. Сега, колку подобро е тоа отколку да треба да ги подсетувате и да воздивнувате. Нели можеш да направиш нешто правилно? Ти кажав што сакам. Зошто не го направиш тоа? Мислам дека вие мажите ја разбравте пораката денес, нели? Изреки 18:20. Сериозна сум. Необузданата уста е како диво животно. Библијата вели дека е како звер што не може да се скроти. Никој не може да го скроти јазикот. Затоа треба да го вклучиме Бог. Дури ако си мислите дека се согласувате со ова, ќе видите дека вашата уста само прави та. Посебно ако сте со луѓе кои го прават истото. Треба добро да се ги избираме пријателите кои знаат како да зборуваат. Амин. Добро, има можеби 10 луѓе кои се согласуваат со мене. Колку од вас поминуваат премногу време со луѓе кои оговараат и критизираат и имаат... Погледнете, па најдете си други пријатели. Па јас сум мажена за таков. Тогаш знаете што? Треба да го балансирате тоа поминувајќи време со позитивни луѓе кои ќе ви изградуваат, а потоа треба да се молите и да кажете: јас се молам за тебе и ставот во нашиот дом ќе се промени. Јас се молам и зборувам. Изреки 18:20. Од плодот на устата на човекот се полни егото, тоа е стомакот негов, и од последиците на неговите зборови тој ќе се насити било добро или зло. Секој збор е како семе и донесува некој вид на последици или жетва во нашиот живот. Тоа нема да биде во оваа порака, но ќе го пронајдете во некои други. Вие можете да се направите себе си болни, физички болни со погрешни зборови. А истото можете да ослободите исцелување во вашиот живот со правилни зборови. Да. Изреки 18:21. Смрт и живот. Смрт и живот се под власта на јазикот. Оно што кажувате, таков плод и ќе јадете. За смрт или живот. Вие ги јадете плодовите од вашите зборови. Мојот живот смрди. Па може би треба да го промените она што го зборувате. Вие можете да ја зголемите вашата радост и радоста на сите луѓе околу вас преку правилно зборување.
Не само што си ја тровиме нашата радост преку погрешно зборување, но ја труеме и радоста на другите околу нас. Негативноста ги влече сите надолу и си става на се, нељубезни забелешки за другите. Ако зборувате со мене и ми кажете нешто нељубезно, критизерско или осудувачко за некој друг, дури ако јас кажам дека не го верувам тоа, сепак се уште тоа е во мене и јас сега треба да се борам со искушението како да не гледам на таа личност на различен начин отколку што гледав порано. Разбирате? Може би си мислите, се прашувам дали тоа е вистина. Библијата всушност вели дека зборовите на шепкачот паѓаат долу во внатрешните делови на човекот и можат да направат штета. Тоа во Изреки 26 стих 22. Во ред, ајде да зборуваме за момент за вашата уста во неволите. Што зборуваме во сегашните неволи? На некој начин покажува колку неволи ќе имаме во иднината. Како зборувате во пустината, одлучува колку време ќе поминете таму. Ајде сега, како зборовите во нашите сегашни неволи и несреќи одлучуваат колку долго тие ќе траат? Тие делумно одлучуваат колку долго ќе траат. Ако се жалиш, остануваш во тоа. Ако славиш, и ќе се издигнеш. Но ќе го оставиме тоа за пораките за негодувањето. Дали вашиот проблем е навистина ваш проблем, или тоа е вашиот став, или она што го зборувате? Дали тоа е проблемот? Можете ли да го смените вашиот проблем? Можете ли да бидете посреќни ако заминете одовде денес и одлучите да зборувате за вашите проблеми на различен начин? Наместо да кажете, не можам повеќе вака, кажете вака. И ова ќе помине. Тоа е добро. Има мали фрази што треба да ги усвоите. Станете наутро и кажете, нешто добро ќе ми се случи денес. И секогаш кога некој ќе ви го изнесе вашиот проблем, па слушнав за твојот проблем. Нели посакувате некогаш да кажете, јас заборавив на тоа, нели можеш да замолчиш? Нели ви е скислото кога конечно ги тргнете проблемите од вашиот ум? А некој ви вели, јас слушнав за твојот проблем. Ќе помине, не сакам да зборувам за тоа. Тоа е најдобрата работа која можете да ја кажете. Ги ценам твоите молитви, но не сакам да зборувам за тоа. Ако зборувам, само ќе ми изнервира, а не сакам да се нервирам. Задржете си го мирот. Исус рече, во светот ќе имате неволји. И потоа тој го даде неговиот голем теолошки одговор. Развеселете се. Па Исусе, што ќе правам со мојот проблем? Јас имам толку лош проблем. Развесели се. Јас го победив светот. Вие не можете да останете развеселени ако не зборувате за одговорот, а не само за проблемот. Толку ми е драго што Бог ме научи и ме учи секој ден како да зборувам, како да зборувам. Ќе видите во некои од другите пораки каде што Павле и пишува на црквата во Коринт. Вие сте бебиња, вие се уште не знаете како да зборувате. Очигледно тие зборуваа, но не зборуваа за правилни работи. Престанете да зборувате за се што е погрешно. Поминете го тестот. Следниот пат кога ќе имате неволји или искушенија, донесете одлука дека ќе го поминете сето тоа и нема да кажете ништо негативно. Прво ќе се молите, а потоа ќе зборувате. Нема никакво фајде ако се молиме, а не кажеме нешто во согласност со она за кое сме се молеле. Мислам дека ова што го споделувам за молитвата и зборувањето, мислам дека ова е главното за оваа сесија денес. Бидејќи навистина мислам дека сите ние имаме тенденција да се молиме така. Ја отфрламе оваа дива вера дека можеби Бог ќе направи нешто. Но ако навистина веруваме дека Бог работи,
кое што ни го кажува Библијата, ако навистина веруваме дека Бог работи. Јас се молев и ја отвори вратата за Бог да работи и верувам дека тој работи и јас ќе ги видам резултатите од моите молитви, ако не кажам куп на глупави работи во меѓувреме кои што ќе ги негираат моите молитви. Сега, овде доаѓа тестот, бидејќи за време на тоа чекање, кога притисокот доаѓа и ви се чини како да сакате, толку е тешко да не се каже нешто. Знаете зошто? Бидејќи ние сакаме да кажеме што чувствуваме и што мислиме, но тажно, она што го чувствуваме и мислиме, често нема ништо со она што Бог го прави. Нема ништо со верата и со она што Бог прави. Затоа ние треба да научиме како да зборуваме она што Словото го зборува, а не само да зборуваме како се чувствуваме и што ние, јас мислам. Па знаете, од врвот на главата, јас мислам. Тоа е најлошото место за да добиеш нешто, од врвот на твојата глава.